Жителите на Кумановско Черкезе бараат поставување на дополнителен број на средства за намалување на брзината на движење на моторни возила по неодамнешниот трагичен настан во населбата. Нивното барање на последната седница на Советот го образложи советникот Шемси Мурати, кој побара поддршка од советниците и надлежните институции за итно решавање на проблемот. Во дискусијата, советниците беа согласни дека на тој начин ќе се успори сообраќајот, но посочија дека за поголема безбедност и зголемена сообраќајна култура потребни се и засилени контроли, санкционирање на несовесните учесници во сообраќајот, но и подигнување на свеста на возачите. Од секторот за комунални дејности при општина Куманово во однос на поставувањето на така наречените лежачки полицајци посочија дека надлежноста е на јавното претпријатие за државни патишта, бидејќи во случајот станува збор за регионален пат Куманово-Скопје. Доколку се работи за локален пат, надлежноста за преземање мерки за забавување на сообраќајот е на општина Куманово. Да го знаете сите вие дека надлежност одржување е на регионални патишта е на Македонија пат, односно на јавно претпријатие за патишта. Село Черкези се наоѓа покрај самиот регионален пат Скопје-Куманово, од едната страна, од другата страна се наоѓа населба Железничка станица. Тоа е еден густо населено место. Таму, според мои информации, постојат 4 лежачки полицајци и постои вертикална сигнализација. Општина Куманово, односно сектор за комунални дејности, ќе преземе обврска да се обрати до овие јавни претпријатија и да побара од нив доколку има потреба и согласно законот направат напори да го обезбедат на поинаков начин движење на кола и на пешаците на тој опфат. Мојот предлог беше предлог одлука, значи да се разгледа можноста да се донесе одлука за што побрзо реализирање на ова барање за да се реши проблемот. Затоа што не знам дали треба некоја друга информација од случајот што се случи, значи едно дете не е дел од семејството. Значи јас не барав информација како за објаснување до раководителот на секторот. Вистина е дека патот Куманово-Скопје, кој поминува низ Черкезе, е регионален пат, но истиот пат и во Љубодрак и Уминдол имало исти проблеми, а во текот на времето се ставени 2 или 3 пластични лежачки полицајци кои го ја забавуваат брзината и стварат подобри услови за движење и на граѓаните и на возилата. А во тој дел на село Черкезе има 3 лежачки полицајци и кога го дадов предлогот, значи и кога има опасност, треба да се излезе и од параметрите предвидени од вас, за да се спречи загуба на човечки животи. И за оваа точка, на крај, барам заклучок, како на претходната точка, зашто го гласавме, зашто побрза интервенција. Значи, да се донесе одлука, што е можно побрзо, на таа улица, компетентните лица од вашиот сектор, бидејќи решењето треба да биде итно, а одговорноста е и врз нас, ако се случува во иднина една таква случка. И врз нас, и врз вас, како општинска администрација, одговорна за оваа област на општинското дејствување. Прво, искрено изражувам саучешće. Искрено изразвам сочувство за дете кое го загуби живота и да предложим иницијатива за лежачки полицајци без оглед во чија надлежност е. Меѓутоа би предложил да е актуелен Safe City системот и да се постават камери кои ќе мерат брзина на движење, бидејќи преко лето имаме
strani gastarbajteri so ludi vozila koji narušуваат zdravlje i opasnost na деца и возрастни. Менталитетот и свеста на возачите и учесниците во сообраќајот и тие со возила и тие со мотоцикли, мотори, значи тројца или четворица лежечки полицајци не дале резултат. И на овој контекст јас барам од СВР, барам да се поднесе, да се побара информација од СВР колку се казнети за овие прекошувачи на брзината и колку мотористи се казнети, бидејќи со законот за сообраќај, член 344 се вели, ако имаат бучава повеќе од 80 децибели, значи им се конфискува моторот. Значи имаме многу проблеми низ улиците на градот со овие лица. Инаку, лежечки полицајци сме предложиле и додатни, освен тие што се поставени на улицата Тоде Мендол и на улица Благо Илиев Гуне и на 11 ноември и на други улици кои имаат широчина и даваат можност да се вози брзо. Предлагам уште утре сектор да достави барање до надлежни институции, како што е Македонија ПАТ и МВР, да постапат согласно нивните надлежности и да го надминеме овој проблем. Што поскоро. Како информација можете да добиете на следниот совет што имаме постапено и какви одговори имаме добиено од надлежните институции. Во првото пријавување во јунскиот уписен рок во гимназијата Гоце Делчев примени се 163 ученика, од нив 14 ученици се во паралелка на српски наставен јазик. Голем интерес годинава има за профилите во средното училиште Перо Наков. Во првото пријавување од јунскиот уписен рок примени се 149 ученици, информира директорката Мила Живак Димковска. Во средното техничко училиште Наце Боѓони примени се вкупно 119 ученици. Според ранг листата на примени ученици во прва година, најголем интерес во првото пријавување има за профилот медицинска сестра 29 и за профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика 23 ученика. Сите ученици кои ќе бидат запишани во прва година и ќе користат бесплатен превоз, потребно е да поднесат изјава и барање во стручната служба во училиштето најдоцна до 26 јуни, објави училиштето. Во државното средно училиште регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас досега примени се 126 ученици со настава на македонски јазик, а 85 со настава на албански јазик, информираше директорката Сузана Максимовска. Актерката на театар Куманово Владанка Крстевски ја освои наградата за најдобра актерка на овогодинишното издание на интернационалниот фестивал на монодрама Моноакт, кој се одржа во Приштина. На фестивалот учествуваа актери со своји монодрами од Италија, Колумбија, Франција, Албанија и Украина. Жирито беше составено од Нина Мазур, подпредседател на Меѓународниот форум за монодрама, театарски критичар, театролог и драмски писател, Слобо Маруновиќ, театарски, филмски и телевизиски актер, и Хазир Хазири, актер и декан на Факултетот за уметности во Приштина. Оваа висока фестивалска награда Крстевски ја доби за незината улога во монодрамата Прво лице Еднина, која е работена во режија на Драгана Гунин. Донација од 6 грбни прскалки за гаснење на шумски пожари доби територијалната противпожарна единица од Старо Нагоричане од Општествено одговорна компанија од Куманово. Донацијата значително ќе придонесе за подобрување на подготвеноста и ефикасноста на единицата при интервенции на отворен простор, особено во периоди кога постои зголемен ризик од појава на шумски пожари, посочуваат од Општина Старо Нагоричане и територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане.
Гимназијалци предводени од директорката Марија Тодоровска и Елена Маневска-Станојковска, професор по шпански јазик, беа гости во резиденцијата на амбасадорот на Кралството Шпанија, Рафаел Соријано Ортис. На средбата беше дискутирано за важноста на училиштето како единствено во нашата држава, каде што учениците имаат можност да го изучуваат шпанскиот јазик. Амбасадорот ги изнесе идеите и заложбите што ги прави ова изучување да се издигне на повисоко ниво. По официјалниот дел на оваа продуктивна средба, учениците имаа можност да дегустираат традиционални шпански специјалитети и да уживаат во опуштен разговор со амбасадорот, објави училиштето. По повод 13 години работа и постоење, Културно-уметничкото друштво Српски вес овој викенд организира 2 големи концерта. Утре вечер во големата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе се одржи заеднички концерт на националниот ансамбл Венац од Грачаница и Српски вес. Венац е професионален ансамбл кој првпат доаѓа во Куманово по повод роденденот на Српски вес и големиот празник на србите Видовден. Главниот настан, концертот на Културно-уметничкото друштво Српски вес ќе се одржи на 20 јуни, сабота, исто така во Центарот за култура Трајко Прокопиев од 19 часот. На концертот ќе настапат сите 7 фолклорни групи, етногрупата, пејачката група и делодрамската секција. Исто така специјални гости во програмскиот дел ќе биде и Културно-уметничкото друштво Дрина од Аугсбург, Германија и фолклорниот ансамбл на Центарот за култура од Врбас, Србија. На овој важен настан за Српски вес ќе присуствуваат министри од владата на Македонија, владата на Република Србија, градоначалникот на Куманово, како и гости од Македонија, од регионот и дијаспората, информираат од Културно-уметничкото друштво Српски вес. Во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев успешно се реализираше традиционалната изложба Самоуки 2026, настан кој со години представува значена платформа за афирмација на творештвото на авторите самоуки и љубителите на ликовната уметност. Изложбата и оваа година обедини голем број учесници кои преку своите дела ја представија креативноста, оригиналноста и личниот уметнички израз, потврдувајќи дека уметноста е универзален јазик достапен за сите. Големиот интерес на посетителите уште еднаш ја потврди важноста на ваквите културни манифестации во збогатувањето на културниот живот во градот и поддршката на локалните творци. Реализацијата на изложбата Самоуки е поддржана од Министерството за култура и туризам. Во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев се одржа културен омаш посветен на Божана Трајковска, истакнат културен деец и личност која остави значаен белег во културниот и општествениот живот на Куманово. Преку пригодна програма присутните имаа можност да се потсетат на незиниот богат животен пат, професионалните достигнувања и вредностите што ги остави како трајно наследство за идните генерации. Предбројната публика со своји обраќања и сведоштва за незината работа настапија со работници, пријатели и почитувачи, истакнувајќи ја незината човечност, професионалност и неизмерна љубов кон културата и уметноста.